Почитувани слушатели, се надевам дека професорката Катерина Тодоровска ја имаме на линија. Професорка, дали се слушаме? Да, добро утро, добар ден. Нам ни е утро, вам ни е ден. Да. Кај вас е добар ден. Добар ден, попладне е кај нас. Ви благодарам уште еднаш што се одваживте да одговарате на нашите прашања. За Македонската радио програма има клонците овде. Тука ние. Да, и овде во Австралија, па и пошироко, кои не следат преку Фејсбукот и другите социјални мрежи, YouTube. Професорка, можна интересно е да поразговараме со вас, бидејќи сето она што се готвеше, што се биткаше како великденско јајце, сега излегува и спрема на нашиот наслов што го напишавме, е дека протоколот потпишан, прифатен, е куршумот со кој ќе треба ние самите да се самоубиеме. Што се состои во тој протокол, кој завчера беше прифатен во Европската унија, таму во тие метрополи, па медиумите кажаа дека започнати се преговорите, додека официјално гледаме на веб страницата на Европската комисија дека не се започнати преговорите. Најпрво да се заблагодарам за поканата, да ги поздравам сите наши слушатели и гледачи. Јас не би рекла дека е интересно да се зборува за ова, напротив би рекла дека е многу болно и дека е многу понижувачки. Меѓутоа, ние мора да се соочиме со тоа што ни го сервираше владата. Сега, значи, ќе кажам еден збор кој што со целосна одговорност го кажувам, дека ова е капитулација на се она што досега македонските дејци го направиле или или гинеле за некоја држава која што на овој начин, со овој протокол, ги затрупа во пепел и не ќе сме повеќе да им се спомне името. Значи, тргнуваме со протокол. За разлика од моите колеги кои што навистина се вознемирени за историскиот дел и за кој што исто така јас ќе зборувам, јас го прочитав тој протокол со многу големо внимание. Има 20 страни за оние што го немаат видено. Во тој протокол има се нешто не баре добрососедско, меѓутоа од сите страни искрат по некои отровни стрели кои што се насочени кон нас. Многу има за читање, не сакам да го злоупотребам времето и трпението на слушателите и нема да го правам тоа, меѓутоа ќе кажам само еден мал сегмент кој што не се однесува на историјата, мислам ќе си го дозволам тој луксус да кажам дека како историчар, независно што се работи за други области, јас морам да го погледнам целиот документ и да го искоментирам. Она што јас сега ќе го коментирам, тоа е на страна 15 од овој така наречен протокол. Фактички тоа е не баре соработка во областа на здравството. Зошто го потенцирам ова, ќе ви кажам на крај. Сега само ќе прочитам неколку делови од таа поддршка и односно соработка. Вика вака: поддршка од Република Северна Македонија за проектот изградба на Центар за рана интервенција на деца со аутизам во градот Тетово, финансиран од официјалната програма за развојна помош на Република Бугарија. Одиме натаму. Проект реконструкција и опремување на прв дневен центар, финансиран од официјалната програма за помош на Република Бугарија. Нов проект заедничка конференција на педиатри. Проектот е финансиран од официјална програма за развојна помош на Бугарија. Проект обука на психолози. Проектот е финансиран од официјалната програма за развојна помош на Република. Прекинавте, професорка.
Ето тоа е финансирано од официјалната програма за развојна помош на Република Бугарија. Сега, значи, доколку Република Бугарија има официјална програма за развојна помош, таа официјална програма се однесува во Република Бугарија. Значи, нам сега ни продаваат дека ние сме Република Бугарија и преку официјалната програма за развојна помош, тие ќе си го помагаат или ќе финансираат проекти кои што се во Република Македонија, ама сега веќе со овој протокол и со овие напишани овдека неколку, 20 страни, тие нас не ставаат небаре вазали на Република Бугарија. А со овој протокол, само тоа сме историски гледано, со овој протокол ние сме вазали на бугарската држава. Сега, втората точка од дневниот ред на овој протокол, односно на овој состанок кој што се одржа нели на 17 овој месец, има такви, ајде да не речам тежок збор, меѓутоа такви Кажи и тежок збор. Такви фалсификати, такви фалшиви констатации, што верувам дека доколку некој од нас го прочиташе ова, не само што ќе го искинеше, туку ќе беше на широко дебатирано и ќе сватеше македонската држава дека не само оние што беа пред собрание и пред влада, неколку, десетина дена, 15, колку беа, туку е во прашање и иднината на онаа држава од која што тие, морам да кажам најотворено, толку лесно и толку безочно ја продаваат, што се чини дека немаат ни минимум, значи минимум, национално чувство. Втората точка, значи има во таа втора точка од дневен ред, има неколку подточки. Втората подточка зборува за комисијата, за заедничката, нели, меѓувладина комисија за образовни и историски прашања. Сега, вика вак, дека двете влади ја потврдуваат својата поддршка за работата на комисијата и така натаму на строго научна дебата со цел представување на факти и настани од заедничката историја, која ги поврзува двете држави и нивните народи во образовните системи на двете држави. Што значи ова? Ова значи дека, бидејќи ние немаме нели заедничка историја и тука да не се лажеме, знаеме кои се бугарите, знаеме кои се македонците, работата е дека се бара строго научна дебата. Ако вие барате строго научна дебата, во таа комисија, прво што ќе вклучите е средновековец. Вие не можете Кирил и Методи, Наум и другите средновековни дејци македонски да ги оставите, да ги решаваат, односно за нив да се договараат луѓе кои што не се средновековци. Значи, тие поима нема што зборуваат, што прават, арнома, убаво име да си ги земаат оние пари, и затоа нели ние рековме дека и комисијата е куршумот што ние си го плаќаме. Македонскиот народ ја плаќа комисијата како куршум за самоубиство. И тоа треба многу јасно да се каже. Таа комисија ниту смееше да се создаде, ниту смееше да работи. Доколку нормално тие има минимум достоинство и историско и лично. Сега, значи, строго научната дебата паѓа во вода. Затоа што ние кажувам дека во таа комисија ги немаме застапено сите периоди. Од друга страна, таа комисија има за цел сите нас, значи 5 души или 7 души, колку и да се таа, сите нас да не обезличи до степен на непостоење.
Значи не постоиме ние немаме корен. Ние сме она некое си дрвце кое што треба да падне за таму некаде в земја да се вкопа и од таму некаде да излезат некои нови бугарчиња и да не постои македонец. Значи, втората работа, која што овдека во оваа втора точка е многу интересна, пишува вака. Во рок од 2 години во учебните програми, учебници и релевантни учебни материјали да се рефлектираат содржините кои што се договорени, релевантните информации исто така да се променат во електронските информативни медиуми, во јавна собственост, да се сменат содржините на надписите на спомениците, знаците, информативните материјали во музеите и објекти од образовно и културно значење. Што значи ова? Ова значи дека вие преку образованието и културата треба вашите идни потомци да ги научите дека немаат ништо македонско, дека се било што и да е најдено, да е ископано, археолошки документирано, како историографија ние значи нема да постоиме. Значи се тоа нема да постои затоа што ние сме биле некои предавници на българштината во Македонија, а Македонија е таа која што на таа иста јадна и жална Бугарија и дала писменост. Значи тие во нивните документи се обидува сето она што го нема, нели? И народот така рекол, она што го немаш, тоа го посакуваш. И овдека во овој протокол ние, значи оние кои што го подпишале, дозволиле ние да бидеме до тој степен обезличени, што двете држави сега ќе ги усогласуваат методолошките упатства, учебниците и други релевантни учебни помагала соодветно со препораките на комисијата. Која е комисијата? Она што рековме дека нема мандати, нема никаква строго научна дебата во неа. Она е комисија која што нас не обезличува со наши пари. Тоа не смеме да си го дозволиме. Или ако го дозволиме, ние не заслужуваме држава. Сите, понатаму пишува, сите идни резултати од работата на комисијата ќе се објавуваат заеднички од двете држави во рок од 6 месеци по усвојувањето. Ета, арно, ако тоа не е направено во посечениот период, секоја држава ќе има право да ги објави самостојно. И што ви кажува овдека Бугарија? Ви кажува дека онака како што вие појма немавте за ништо што се работи меѓу Македонија и Бугарија и се што разбиравме преку бугарските медиуми, сега ќе разбираме и за учебниците и за сите оние учебни помагала кои што нашите деца ќе ги користат во нашите училишта, за нашите деца во нашите училишта да бидат обезличени. Одиме натаму. Овдека има трета точка од дневен ред, таа се наоѓа на 16-тата страна од протоколот, која што е многу интересна во врска со она што вие го зборувавте на почеток. Вика вака: Република Бугарија изјавува подготвеност, значи не кажува се подврдува, се согласува, се ова, се ова, меѓутоа искажува подготвеност. Сега, ако таа изјавува подготвеност да се согласи, значи да изјавува подготвеност да се согласи, значи ние ја молиме Бугарија, аман, да се одржи првата политичка меѓувладена конференција на ЕУ и Република Северна Македонија со разбирање, значи внимавајте, ова е многу битно, со разбирање дека следната меѓувладена конференција за комплетирање на фазата, тука е она што тие го лажат. Тие ова го скокат, комплетирање на фазата и одат на следното, за отворање на преговори за членство. Значи тие не ни кажа, односно не му кажуваат на македонскиот народ дека оваа конференција заради кое што вчера славеа
Па тоа беше, не знам што било тамо. Важно се испофалија по Фејсбуци дека ете прославиле што ние сме ги отвориле преговорите за членство со ЕУ, што е ноторна лага. Меѓутоа, ноторна лага е и во оние документи кои што ги видовме на страната, интернет страната на Европска унија, тоа било истото запишано и во овој протокол. Ќе го повторам. Значи, Република Бугарија изјавува подготвеност да се согласи да се одржи првата политичка меѓувладина конференција на ЕУ и Република Северна Македонија со разбирање дека следната меѓувладина конференција за комплетирање на фазата за отворање на преговорите за членство ќе се одржи веднаш, откако Република Северна Македонија во својот устав ќе ги вклучи сите нејзини граѓани кои живеат на територијата на државата и се дел на други народи, како што е бугарскиот народ. Бугарскиот народ сега ние народ ќе го пишеме, нема да го пишеме ние како малцинство, меѓутоа македонското малцинство не постои во Бугарија. И сега јас фактички овдека што разбирам? Дека ние немајќи свој народ, ние, бугарскиот народ, ќе ни биде конститутивен во нашата држава, во нашиот устав, во нашето секојдневие. Тоа е невиден срам и блам. Одиме натаму. Тука имате едни мерки кои треба да бидат превземени пред меѓувладината конференција за комплетирање. Значи, пак зборувам, конференција за комплетирање на фазата за отворање на преговори. Уште не се отворени преговорите, уште не сме комплетирале фазата, меѓутоа, со тоа, кога ќе ги внесеме во уставот, бугарите, владата на Република Северна Македонија се согласува да ги, значи, за вклучување на бугарите во бугарскиот народ, се извинувам, не на бугари, бугарски народ, не на малцинство, не националност, не туку народ. Согласно внатрешните процедури, внимавајте, согласно внатрешните процедури да донесе и уставен закон за нивно спроведување. Што значи уставен закон за нивно спроведување? Тоа значи дека бугарите, бидејќи се народ, нели? Сега ќе треба ние да им отвориме училишта на бугарски јазик. За да отвориме училишта на бугарски јазик, ние треба да имаме доволно бугари учители. Од каде ќе дојдат тие бугари учители, знаете. Или, втората варијанта, ако не се донесат од Бугарија бугарски учители, втората варијанта е македонциве, кои што немаат веќе право во соседната држава на работно место или на нешто, да се пишуваат бугари. Јавна тајна е дека во Македонија поради рамковниот договор многумина се пишаа македонци се пишаа како албанци за да можат да дојдат до основното нешто, основното човеково право. Тоа е право на работно место. Едуцирани, луѓе со кредибилитет, луѓе со свое достоинство, тие мора да се пишат друго освен македонци. Значи, тоа е таа позитивна дискриминација. Замислете сега што ќе се случи со овој уставен закон за нивно спроведување. Откако ќе се донесат нели тие учители, откако ќе почнат да го мијат мозокот на децата, ние после тоа треба согласно нели меѓународните права кои што се битни само за нас, бидејќи ни за Бугарија, ни за Грција, ни за никаде не важат, само за Македонија, како некое заморче не користат од Европска унија. Потоа следи заклучно, односно согласно законот за средно образование, кое што е задолжително во Република Македонија, што е една ненормална ситуација, една глупост од невиден калибар, меѓутоа Груевски можеше се, па и тоа го направи. Сега треба, значи, да мислиме ние и за средните училишта. Веднаш треба нели да се направат или паралелки, или ќе се измисли нешто, така што вие ќе добиете толков наплив
на бугарска литература, не можете вие наеднаш да ги направите учебниците во една година, во 2 години. Сето тоа ќе дојде, нели, од кај мајка Бугарија и нормално за идните генерации кои што треба да предаваат во нашите училишта, македонските училишта, треба да се подготви и еден, нели, соодветен професорски кадар. Професорскиот кадар каде ќе го направите, освен во нашите, односно сега веќе бугарските универзитети. Јас предпоставувам дека бугариве како што ќе ни го финансираат здравството, ќе ни финансираат и некои од овие продадениве души во Македонија, па ќе им ги однесат децата во Софија и таму, нели, тие ќе се дообучат да бидат многу добри бугари и ќе се вратат овдека да ни предаваат нам како тоа бугарите нас не ослободиле во 2 наврата. Ова е, значи, 3-та окупација на Бугарија на Македонија. Најважните делови повеле. Значи ли ова дека Берлинскиот конгрес 1878 и Букурешкиот договор 13-та година да не постојат македонци и македонска држава, веќе мислам, има отворени врати, широки? Јас мислам дека најголемиот сон на европските држави сега во Европска унија, порано големи сили, било да нема Македонија. Знаете, кога ќе ги гледате историски документите, гледате дека сите сонуваат за некоја голема Бугарија, голема Грција, Мегалидеја, ваква таква Сан Стефанска Бугарија, сите се големи, голема Србија, голема Албанија, сите се големи. Меѓутоа Македонија била доволно голема географски, етнички, значи како територија, која што тие не можеле да дозволат да биде самостојна држава. Затоа што на грците им требале нашите, односно македонските полиња. Инаку немаат од што да живеат или да преживеат, да речеме. На Бугарија му треба Пирин. Зошто? Едноставно, затоа што тие територијални претензии секогаш одат кон нешто повеќе. Ако вие погледнете дека, односно знаете, дека бугарите и ден денеска го слават 3 март. Како државен празник, би се молам. Значи 3 март е денот кога е потпишан Сан Стефанскиот договор меѓу Русија и Турција. Значи Бугарија нема, еден бугарин нема при тој договор. Не знам јас зошто и како. Се наоѓаат бугариве повикани да слават нешто што не постои. Значи таква една фикција која што вас ве задоила и со децении ве држи, дека вие сте некоја голема Бугарија, сега тие сакаат тоа да го рефлектира, меѓутоа Бугарија во случајов како и Грција, што беше маша на Европа, тие се обидуваат нас нормално да не нема. Зошто треба да не нема? Затоа што тие фактички треба со нашиот пример да докажат дека не биле фашисти. И еве сега јас ќе го прочитам и еден дел кој што се однесува на рехабилитацијата на жртвите од репресиите во комунистичкиот период. Слушајте го. Владата на Северна Република Македонија изјавува дека ќе создаде неопходна сеопфатна правна рамка за целосно отворање на архивите. Знаете што значи тоа? Сега, ако ние, еве јас ќе се ставам прва себе си тука, која што беше веројатно гласна и најжестока, при одлуката на Груевски да го пресели државниот архив од зграда која што е градена наменски, каде што има депо, какво што можеби светските архиви нема, ние од тука го пренесовме архивот покрај Вардар. Покрај Вардар, значи во секоја држава, било каде да видите, било каков документ за создавање или за градба на архив,
ќе ви кажат дека тоа не се прави покрај вода. Не сме. Земете едно ливче хартија, ставете го во вода или цело време држете го над вода, ќе видите колку вода ќе акумулира и после тоа исушете го. Значи тоа треба да се случи, да се уништи македонската документација. Професорке, Она што е многу интересно, професорке, сакам да веќе имаме уште 15 на минути. да, Малку околу актуелните работи во Република Македонија. Она што велеше Зоран Заев дека историјата треба да се остави туку да се работи на иднината, еве сега пречката ќе биде, односно на прво место е исфрлена историјата. Од историјата ние сега ќе зависиме, ќе зависи иднината на Македонија и македонскиот народ. Впрочем, сега комисијата за која велеше Зоран Заев, Бујар Османи и Никола Димитров, па и овој сега како го викате вие Тајки, комисијата дека е научна или така натаму, сега комисијата излегува во прв план. Излегува како Роналдо, Роналдиньо, како Меси и тие ќе бидат стрелците и од нив зависи дали Гоце Делчев или Мисирков ќе бидат македонци. Од нив зависи дали Јане Сантански ќе биде македонец. Од нив зависи и она што го рековте средновековна историја. Ќе се поништи ли тоа спрема волјата на директорот на Институтот за национална историја Драги Георгиев? Ако Драги Георгиев одлучи така, што ќе се случи со историјата на македонскиот народ? А јас би го ставила поинаку прашањето, што ќе се случи со Драги Георгиев? Значи, на народот веќе му врие. На народот му врие. И сега, оној кој што со години, многу безобразно ќе речам, лапа пари без никакво чувство на одговорност од овој народ, сега тој треба да си ја заврши работата. Сега треба тој да си ги одработи сите оние привилегии кои што досега ги имаше или ги има и сите оние криминали кои што јавното обвинителство за организиран криминал му ги заташка за тој да биде, нели сега, машата која што треба да го извади костинот кој што треба да пукне или пред да пукне. Така што јас мислам дека таа комисија, верувам, значи цврсто сум убедена дека ќе си го добие заслуженото за распродажбата на македонската историја. Македонската историја е, рековме, коренот не на едно дрво, туку е на генерации и генерации кои што живееле, работеле, умирале. Ке го спомнавте Гоце Делчев, ке го спомнам и јас. Нам председателот на државата ни раскажа дека тој бил бугарин. И јас овдека со целата одговорност ќе речам срам и арам да му се сите години што ги помина во Институтот за национална историја во канцеларијата на Јован Донев и што не научи кој е Гоце Делчев и што е Гоце Делчев. Многу е поразувачки фактот кога ќе видите дека луѓе кои што појма немаат од историја, кои што немаат основно образование за она што нам ни се случувало и како тоа она што нам ни се случувало ни се рефлектира денес, а уште полошо ќе се рефлектира утре. Тие луѓе и ден денес ја представуваат, односно не представуваат нас, кои што навистина имаме чувство дека веќе не сме продадени, туку веќе сме згазени како обичен отпушок од цигара. Тоа е недозволиво, оно што се случува. Јас мислам дека многу убаво народот сето тоа го артикулираше преку протестите. Она што дниве се заговара за референдум. Да, и тука сакам уште едно
Професорке, дека ние на ќе ве моја молам, сослушајте ме. Уште едно прашање сакам тука да ви поставам. не ве Бидејќи слушам. уште покрај вие го спомнавте референдумот. За да се отворат преговорите, треба да има промена на уставот. За промена на уставот потребни се 18 пратеници. Така? Да. 80 пратеници, 80 пратеници се потребни. 80, да, 80 Меѓутоа- пратеници, меѓутоа потребни се Меѓутоа, гласовите на ДПМН се потребни. сметате ли дека ќе издржат пред милионите долари кои ќе им се ветат или пак она што јас не сакам сега да бидам така иронично да зборувам, подпишувањето на нотар некаква гаранција. Сметате ли дека ќе се одбие овој промената на уставот? Ќе имаат ли сили и референдумот? Како што го сметате референдумот? Двете прашања ве молам, имаме 10 минути. Јас имам значи вака, јас имам едно лично размислување кое што веќе ќе го споделам со вас. Референдумот е најголемиот и најважниот чин за една држава. Меѓутоа, тој референдум вие не смеете да го истретирате како консултативен. Тој референдум е закон за вас. Тоа што го направија со преспанското такво какво што е писуле, сето тоа го направија како потреба за собствено чистење пред оние кои што ги плаќаат. Знаете, секаде во сите држави народот ја избира власта. Кај нас не ја избира народот. Затоа што европјаниве и сите други кои што овдека ни се точкаат како некои сватови, сите тие им дозволуваат на овие кои што им се ним подобни да фалсификуваат. Значи, јас најодговорно тврдам дека толку многу фалсификати има при изборните процеси, што во секоја нормална или друга држава, после изборите, веројатно тие сите би летале од државата, а не само од функциите. Сега добро, ние сме многу питом народ и затоа така како што рекол народот, на питом народ можеш и од глава да му јадеш, така и нам сега тие тоа ни го прават. Не мислам дека ќе издржат јас од ДПМН, знаејќи како претходно работеле и знаејќи како не изигра, односно изигра со подпишувањето, односно со поминувањето на конечната спогодба со Грција во собранието на Македонија. Македонското собрание, да ви кажам, го направија не баре, знаете, на времето кога седеле жените пред покрај чешма или пред порта, па си правеле муабети, а јас тебе, ај ти мене, ај ова така рече, ај таа така рече, а јас тебе вака ќе те навредам, ај ти мене така ќе ме навредиш. Само тај. Значи, собранието нам ни е донесено до Малска чешма. И тоа не сме. Што референдумот ќе направат со референдумот ВМРО ДПМН? Ако вие веќе сметате дека ќе попуштат. ДПМН само се вади. Знаете како? Пред известно време, пред да се донесе овој протокол, односно пред да го дознаеме протоколот, нам ни беше кажано повторно од бугарите дека има некаков си француски предлог. Сега, тој француски предлог веројатно го содржал се во ова што го содржи овој протокол. Меѓутоа, за да биде народот спокоен, тие измислија дека рекоа едно историско не. Сега, јас тоа историско не секогаш го врзувам со она што ние како историчари го нарекуваме историска дистанца. Вие кога ќе речете едно не, тоа треба да го издржи времето. Времето им издржа 2 недели или 3 недели. Толку беше. Тоа не е историско не. Во меѓувреме што направија? Ги извадија сиве овие глупости што се напишани во протоколот и рекоа, еве, францускиот предлог заедно со протоколот е многу добар. Да, меѓутоа пречката е, професорке, пречката е за нив, знаеме
за таќе, знаеме за тие тачи како ги викате. Дали што ќе направи ВМРО ДПМН како најкрупна опозицијска партија? Што ќе направи? Ќе го спречат ли тоа? Референдумот, што зна конкретно, бидејќи имаме 5 минути имаме. Конкретно ќе направат нешто за македонскиот народ и Македонија? Јас ќе кажам што јас мислам, а што ќе направат тие не знам. Затоа што еве ви кажувам, немам јас доверба во нив. Јас немам никакво чувство дека ним им е многу поважно да се задржи македонската држава отколку на СДСМ. Значи тоа е моје мислење. Имајќи предвид како се однесуваа минатите 11 години додека беа на власт и имајќи предвид дека точно тие го откорна, значи пак ќе повторам, го откорна Државниот архив на Република Македонија од наменска зграда и го однесоа на 7-ми кат во една зграда покрај вода. Замислете да избувне пожар на 7-ми кат, каде што немате можност да ја смените, односно да ја извадите документацијата, вие добивате држава без документи. Да не се повторуваме за тоа. За референдумот конкретно сакам да ми кажете. Па конкретно ви кажувам, тие само фрлаат пепел во очи, затоа што сега ќе собираат подписи. Не треба да собираат подписи. Тие треба само членството, ако веќе сакаат да направат референдум, само членството нивно нека излезе на улици и готово. Меѓутоа не е тоа. Значи, има потреба од референдум спрема вас или нема потреба од референдум? Да, дефинитивно. Дефинитивно. Ова е прашање кое што мора да оди на референдум. Референдумот, знаете, некој ќе ви рече, па не изиграа со тој референдум, па едни имаше, вика, ај бойкотирајте, вие кога бойкотирате, им ги оставате празни ливчињата и тие ливчиња можат како сакаат да си ги пополнат. Значи треба масовно излегување на тој референдум, ако го распишат, макар што лично се сомневам дека ќе го распишат, и ќе испадне после тоа, ама знаете, ние распишавме референдум, ама нема да го почитуваме. Тогаш, значи и тогаш, ако народот премолчи, не заслужуваме држава. 905-6.000 ќе бидат потребни за да биде успешен. Вака сега, значи еве јас ќе ви кажам уште една работа, да ние имаме единствени во цел свет, единствен имаме на списокот што е за гласање, односно гласачкиот список 1.800.000 и имаме според пописот 1.800.000 жители. Која држава има идентичен број на жители, идентичен број на гласачи? Немате деца, немате младина, немате до 18 години жителство. Тоа доволно ви кажува колку е сето тоа фалсификат. Доволно ви покажу. Сега, ако не сака народот да гледа, јас не можам ништо да помогнам. Моје е да ја кажам вистината, а негово е дали ќе прифати или не. Добро, професорке, доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма и на нашето интервју со вас. Ви благодарам многу за отвоеното време и анализата на протоколот и што се содржи во него и сите оние работи кои се ставени под карпетот или под ложникот, под дифтикот, како сакате. Уште еднаш ви благодарам многу. До слушање, до гледање и се надевам дека повторно ќе бидеме во контакт. Задолжително.